Се враќаме назад во ова отворено новогодишно, еуфорично студио. Со мене и со Јана ни се придружија нашите колеги, главниот и одговорниот уредник секако на еден ТВ Ацо Кабранов, одговорната уредничка Гордана Дувњак и уредникот на забавната програма на еден ТВ Васко Спасовски. Овде сме сите заедно да поразговараме што е она што буквално би рекол беше предизвик за еден ТВ, телевизија која што започна некаде во март. Ние не сме влезени во таа една година, но се приближуваме. Затоа моето прво прашање до мојот главен и одговорен уредник Ацо Кабранов би било со оглед на тоа што постојано ја менувавме, односно ја надополнувавме екипата на еден ТВ, започнавме помалку луѓе, се надополнивме со многу повеќе. Во меѓувреме и граѓаните беа оние кои што ни ја дадоа довербата на некој начин, па постојано растеше и гледаноста на еден ТВ. Тоа е реалноста. Кој е предизвикот за еден главен и одговорен уредник, конкретно барем во еден ТВ? Најнапред добро вечер или добар ден, како се едно до гледачите на еден ТВ. Ова не бев така навален на Кајчаловски дека сум стар и глув, туку парни ваљак прават проба, баш е добро и гласна е музиката, но се едно го разбрав прашањето. Кој беше мојот предизвик? Предизвикот мој беше да направиме тим, еден микс на искусни професионалци постари и на млади, но одлични професионалци, и мислам дека сме на добар пат. Тој микс се уште го миксаме, ама мислам дека еден ТВ е на вистинскиот пат да биде една од најдобрите телевизии во Македонија. Тоа е лично мое мислење, меѓутоа ќе слушнеме што мисли Дувњак за тоа. Јана? Да, може. Гордана, како што праша и Чаловски, главното прашање стартуваше еден ТВ, вие сте уредничката наша на информативната програма. Што до сега постигнавме, твое видување, како се стремиме напред и очекувањата секако за новата година? Добро вечер до гледачите на еден ТВ. Јас се надевам нема да се повториме со Кабранов, меѓутоа и доколку се повториме не е страшно. Она што имам да го кажам е да изразам задоволство од изминативе месеци. На 29 март иднава 2019 година ќе ја прославиме годишнината од нашето основање. Зад нас е една успешна година во која што успеавме за многу кратко време да се наметнеме на медиумскиот пазар и да покажеме дека е можно да се биде урбана и квалитетна телевизија, без при тоа да се има турски серии. Она што е наша одлика, тоа е значи содржината што ја нудиме, многу оригинална наша програма со многу разговори, еден убав спој на младост и искуство, и од ден на ден, како што можат и да забележат гледачите, ние растеме и не случајно велиме дека сме брзо растечка телевизија. Кадровски постојано се зголемуваме, затоа што тоа го бара програмата, која што е многу динамична, и мислам дека токму тоа брзината, динамичноста, креативноста е заштитен знак на оваа телевизија, и тоа ќе биде и во наредната година. Нема да звучам нескромно ако кажам дека се согласувам со ова. И Васко Спасовски, главниот уредник на забавната програма. Васе, ајде едно твое видување во однос на како пројде од стартувањето на еден ТВ, цел тој забавен дел, ексклузивците, што се беше сработено и секако што се допрва ево план да реализираме. Така, добро вечер и од мене до гледачите на еден ТВ. Ако се навратам на назад низ месеците она што го сработивме, навистина изработивме многу. Среќен сум што убедивме македонската естрада дека треба такви емисии како ексклузив да постојат, бидејќи народот не ги интересира, нели само јас тоа постојано го велам,
можеби е клише, можеби не ги интересира народот само песните или кој им ги прави спотовите. Народот сака, публиката, јавност сака да слушне и да види нешто друго, да влеземе нели малку и во нивниот приватен живот. Некои од нив се налутија, некои ни се смирија, некои се остана налутени, меѓутоа сум среќен што повеќето од нив не прифатија и коментарите од нив се дека ова е тоа што ни требаше на нашата естрада, бидејќи како што знаеме, македонската естрада веќе неколку години наназад беше заспана, ќе се изразам така да они се баш повеќето од нив 90% се среќни што постоиме, сакаат да се работуваат со нас, да не гостуваат, дури го прифатија она малку ние што го правиме, нема да кажам жолто таблидно, и тоа малку да пецнеме и да ги да дознаеме нешто повеќе за нив. Плановите за следната година се да продолжиме со истото темпо, да работиме, да патуваме и во регионот, не само тука во Македонија, така да ги инвитувам на гледачите на ТВ дека или на ексклузив дека ќе имаат можност да гледат еден добар ексклузив и во наредната 2019 година. Јас сум сигурна дека тоа ќе биде случај и предлагам сега тука дали да бидејќи како што споменавме, почитувани претпоставувам и слушате и гледате дека во тек е тонската проба за вечерашниот настап на популарните парни ваљак. Дали да погледнеме малку атмосфера и да одиме со кратка пауза со прилогот на колешката Ивана Сотировска? Би го искористил моментот да го прашам уште еднаш нашиот главен и одговорен уредник, зошто во 2019 година граѓаните треба да останат и да не го менуваат каналот 1 ТВ, како и тоа еве обраќање до нашите гледачи за како една новогодишна честитка Кабран. Нема зошто, мораат да останат на 1 ТВ, затоа што ние ќе бидеме најдобри и сме најдобри и ќе бидеме најдобри, најбрзи, ќе информираме професионално и тоа гледачите ќе знаат да го препознаат и да не го менуваат канал. За нова година што ќе им кажеме за нова година? Па ништо за нова година да бидат здрави, живи и спокојни. Ете, тоа беше и Кабранов. Се надевам, Јана, не слушнав доволно дали другите наши колеги ги кажа. Мене идејата ми беше бидејќи одиме во живо да направиме краток пресек со прилог па да се вратиме повторно на разговорот, но ти отиде директно на новогодишните честитки и пораки. Така штом веќе си го кажа својата порака Кабранов, сега ќе прашаме и нашата Дувњак. Јас од свое лично име и од целата информативна програма на 1 ТВ им ја честитам на гледачите новата година и посакувам пред се многу здравје, многу успех и многу поспокојна година, бидејќи 2018 беше многу динамична. 2019 нека биде година на успеси и на личен и професионален план, меѓутоа и на планот на државата. Конечно да влеземе во НАТО, да почнеме преговори за ЕУ и во стилот на мојата емисија Правда и неправда да имаме поправедна држава, бидејќи крајот на годината на некој начин ги стави во многу лоша состојба и судството и обвинителството, но се надеваме дека впечатокот ќе се подобри многу повеќе до година и дека правдата ќе биде достапна за сите, а не само принципот на неказливост ќе се напушти. Јас ќе се посакам на сите нас во Македонија да 2019 година да биде година на естрадата, помалку звезди да бидат политичарите, можеби сега ќе ми се налудат Ацо и Гордана и Чадовски, можеби ти, да искрено јас тоа го посакувам. Сметам дека естрадните уметници, актерите, спортистите, пејачите го заслужуваат тоа и нивното место е на врвот, а после се останат. Благодариме! Може да погледнеме дел од атмосферата на тонската проба на парни ваљак почитувани, па потоа во прилог може да оди материјалот што го подготви колешката Ивана Сотировска за оние најзначајните настани кои што ја одбележаа 2018 од светот, па ќе се вратиме повторно назад со отвореното студио 1. Па дека ми рекоа дека не се
Слушам.